години след како денот од вчера, хиляди години след како денот од вчера, след како денот од вчера, след како денот од вчера. Хиляди години след како денот од вчера, вчера. Не сакам повеќе да играм со вас. Не сакам. Има премногу политика во сето тоа. Се кушам овде. Ја сакам оваа земја. Сакај ме мене. Срцето ми памти само љубов. Ти прашувам, кога последен пат си останал без сон заради љубов? Сите ние сме човечки постоења. Сите ние сме обични проклети души. Кој си ти? Поранешен актер. Овие влюбеници во својата професија, нели многумина обавуваме една професија, малкумина се влюбеници на ветрометина, без постојано гнездо, без адекватна афирмација, без адекватна материјална награда, која е најпотребна се чини имено на тие луѓе за да може да се реализира еден проект, обстојуваат. Јас мислам дека овој театар е точно огледало на реалноста и не само реалноста на нашиот секојдневен живот, вистинско огледало, туку и реалноста на нашата култура. Друго. Окей. Растурени од нипитно проблеми. Блажени се бедните, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени се гонетите заради правда, зашто нивно е царството небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве гонат и говорат против вас секакви лоши зборови поради мене. Радувајте се и веселите се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеле пророците што беа пред вас. Нахрани гладен, необлечен облече, болен посети, умрени сиромаси погреби, неуки поучи, Најдобар совет на што се сам. колебливи во верата утврди, Моли се да бъде за спасението на ближните. утешува и нажалени. Ја мислам за представата за представата ми требаат напред, па ја ќе ти однесеш. А ти се правиш сакаш. Мисля, така ли е? Опа. Дело. Дели така се, кај бе?
Те нема во компјутерот. Јас сум Александар, македонскиот цар и ослободителот на светот. Абе ти ще га тераш тоа мене? А бајде доста со таа историја. Грците не пуштаат на одмор, еј. Децата ми немаат видено море, еј, море. Александар, па Александар. Александар бил грк и... Толку, ајде. Каде пишува дека сум грк? Во историјата. Во историјата? Во која историја? Во грката. Не се има многу изменето. О? Велам од турско се нема изменето. А, вие сте турчи, да? Јас? Да. Не ме познаваш? Не. Ти имаш нешто од школија учено? 2 часа и голем одмор. Ако си учел школија, ќе ме знаеш. Јас сум Гоце Делчев. Ти си Јас. само толку? Не ме познаваш. Познавам многумина. Сепак ме знаеш. Жените копнеат по тебе. Те сонуваат ноќе. Мечтаат за твојата преградка. Ја сакам оваа земја. Сакај ме мене. Јас сум твојата земја. Да се растури поделбата. Да се растури поделбата. Да се растури зависта. Да се растури зависта. Бидете своји. Бидете своји. Бидете своји. Бидете своји. Бидете своји. Господ се вики да ви отвори од сега за секогаш. За нас, за македонците. Што ќе биде со нас? Што ќе биде со нас? Драма со добро распоредени сцени, напишана со мерка и умешност. Што ќе биде со нас што ќе биде? Ќе го обвинат авторот за претерување. Не мислиш дека ова е само еден сон? Да бидеш или не. Поранешнава е затвор. Сценава е затвор. Тргни се и го зацкриваш сонцето. Стави се ми го зацкриваш морето. Тргни се ми го зацкриваш сонцето. Стави се ми го зацкриваш морето. Тргни се ми го зацкриваш сонцето. Ми го зацкриваш морето. Моето учество во Скрп и утеха едноставно ме прави да се чувствувам она што сум. Јас да сум тој Гоце, јас да сум тој апостол Павле, или јас да сум тој лик кој го играм. Според мене театарот е една болка, болест. Болест од која нема лек и со која тивко и сладко се умира. А тоа е карактеристична болест за уметниците, за глумците да го менуваат светот. Мислам, тоа е малку залудно, меѓутоа може би во тоа убавината да се само залажуваш, дека ти е убаво и уште ако успееш и кај публиката тоа да го пренесеш дека нели ќе го менуваш светот,
Тоа станува една колективно самозалажување. Да се биде скрбен и утешен. Тоа е потрагата по апсолутната вистина, иако таа е релативна работа, меѓутоа она во себе што се носи, кога ќе се почувствува дека се трага по некоја апсолутна вистина, тогаш е скрб и утеха. Живееш со сенките. Немаш волја да бараш нови радости за себе. Љубовта кон својот народ. Не е ли омраза кон другиот? Сторивте, соседе. Македонци мои. Не поделија. Граница има меѓу нас. Македонија остана сама. Минатата година туривме начело на една организација, наша македонска. И во неја може да влезе секој што ја милува Македонија и ја сака слободна. Ни остана уште водаш да избереме. Александре, победи на Александре. Натрешна, надворешна, задгранична, локална, наша, ваша, туѓа. Поранешна, автономисти, сандамисти, централисти, врховисти, екзархисти, патриаршисти, Ванчо Михајловисти, четници, ајдути, комити, војводи, словени, булгароубици, социјалисти, комунисти, турано-татари, бравари, јужно-србијанци, грци, локално-македонци, славо-македонци, македонци-муслимани, илино-македонци, вакво, сојузи, стратези, атентатори, плагијатори, безисторици, безјазичници, мултиетници, граѓаноиди, бугараши, србомани, гркомани или руиди, пиринци, егејци, падарци, преспанци, дели, подели, раздели, надели, сите цареви, сите водачи, сите едни против други, готово е! Нема македонци! Нема македонци! Те љубам. Доаѓал кај тебе. Ние сме цветови кои раснат без сонце. Верно е или не? Камба најчи во моиве гради. Значи сепак бил овде. Го љубиш? Сум љубела многумина. Каков е? Зборувајќи изгорам за една негова преградка. Сите се исти. Љубовта кон земјата му е поважна од љубовта кон жената. Јас, Гоце Делчев, се откажувам од се што сум сторил за вас, за македонците. Не сакам да ми го спомнувате името. Не сакам да ми кревате споменици, паметници, јас не сакам да сум дел од тоа. Од кое? Од што?
Марков дел. Нели светот беше поле за културен надпревар меѓу народите? Нели беше? Нели ти си го рекол тоа? Нели, апостоле? Се е обратно. Се е обратно од она што би требало да биде. Секој го добива она што го заслужува. Морам да сторам нешто. Морам да сторам нешто. Се е веќе сторено. Исторено. Посторено. Чемреш по таа клета земја. Нели сме ние? Прекалено надејани. Оти се надеваме само на своја помош. А каква помош можеме да очекуваме од останатите рисијански држави околу нас? Не можеме да очекуваме никаква помош. Не мислат за доброто на Македонија нивните кралеви, министри, генерали, кнезови, а се дебнат меѓу себе и острат заби за плячка. Секој гледа да го лако му гледаат кој ќе заграби поголем дел од нашава земја. Кој работи да ја присоедини Македонија кон Бугарија, кон Грција, кон Србија. Србија, Грција. Тој за себе може да смета дека е добар бугарин, добар грк, добар србин, но не и добар македонец. Она што го прави Скрби утеха е охрабрувачки. Таква една духовна авантура на неколкумина заговорници, кои анимира еден поширок круг на актери од цела Македонија. Тоа што го прави Скрб и утеха е еден куршум против оние дежурни чувари на стравот. Немој многу да работиме, да не направиме некоја голема уметност. Сакавме нели доставиме некоја трага не само со играњето на овие даски што живот значат, нели? Понекогаш и повреда значат. Заборавихте песните. Ја продавате земјата. Коските ги продавате за марки. Кој си ти? Сонуваш, лаеш, умот ти штукна, вербата ти истекла. Театар, празна сцена, соголем збор, слобода. Театар, празна сцена, соголем збор, слобода. Што е тоа слобода? Слобода. Што е тоа слобода? Слобода. Што е тоа слобода? Крени глава, гордо, високо.
Брење вежбаат пред собрание, пред владата. А денес е тешко да се дојде до виза. Ќе им извадиме виза и ќе ги испратиме во... Америка. Не, Нов Зеланд. Во Нов Зеланд. Таму некои нека бидат овци, некои нека пасат овци. И ќе правиме бизнис. И таму ќе формираме една нова демократска енклава, една туѓа и наша и една Македонија и ќе ја крстиме Нова Македонија. Во права смисла не живееме од театарот, преживуваме од театарот. Единствено театарот со кој можеме ние барем малку да одидеме во светот. И во височина. И во височина, да. Мислам далеко од овде постојат многу пречки и многу препреки. Свесни и несвесни. Од страна на луѓето кои што би требало да не штитат и да не промовираат, а тие тоа не го прават. Ти ни поставуваат барикади. Со овој театар ме врзува една нитка која што се вика Мина Угриновска. Мислам дека како млад актер за мене е голем предизвик да се игра на македонски јазик, да се игра нешто кое што се вели наше минато, да се играат ликови од нашето минато. Склопи ги очите и летај. Види птица. Душата нека ти улезне. Скрбен си, темен, како и таа твоја Македонија. Подобро да не се родеше такво племе, таква погибија, таква земја која ги јаде своите деца. Ќе пукнам, ќе се распрснам, ќе го парталасам овој лажен свет, овој културен колеш меѓу народите! Пукам! Пукни, акни, ревни, падни, јавни, ајде пукни! Пукни за таа твоја Македонија! Македонци, царот ќе ви зборува. Ќе зборува вашиот цар Александар. Оној кој го освојуваше светот за вас. Македонци мои најмили. Македонци мои, што сторивте? Колку останавте? Кај сте? Што сте? Каде одите? Каде, македонци? Простете ми што го освојував светот, што ве раселував по дугините, што ве обединував со други, што сега ја носите клетвата која ја започна царот ваш Александар. Простете ми. Прости ми, Боже. Прости ми што се држнав да бидам повеќе отколку што може еден земен човек да понесе на плекиве. Прости им на моите македонци. Не дозволувај да не сотрат, да не потоморат, да исчезнеме, да не снема, не дозволувај. Доволно плати македонскиот народ. Не парчоса, не дрогоса, не дзевгароса, не јаремоса. Станавме слуги, предавници, клетници, недостојни да не има и да го носиме древното и свето име. Останавме грст, онам овам по некој со истото величие како тебе. За показ, како од освојувачи на светот, останавме парче нива, парче планина, парче река, парче од човека. Може би е подобро да ја откажеме представата.
Може би е подобро да си појдеме дома. Немаме што да му кажеме на светот. Каде почнува представата, а каде завршуваме ние? Каде завршува представата? Каде почнуваме ние? Кој сме ние? Многу сум радосна што еднаш бев и јас член на ова трупа, група, театар, како сакам, тајфа, упорно, веројатно тоа е некој инает, зашто јас најчесто го употребувам тој инает во позитивна смисла, обстојуваат и тоа многу ме радува. Едноставно тоа е една генерација, поверувавме во една идеја дека е можно да се прави алтернативен театар на овој начин, да третира одредени теми. Прво тоа беше една идеја на поетски театар, па таа малку после. Се претвори во театар кој кореспондира со реалноста. Може би со сегашноста е поточниот термин. Драго ми е што сум играла во овој театар. Сега скрп и утеха полни колку 10 години. И баш ми е драго и им пожелувам уште многу долги години, успешна работа и се најдобро. Јас му честитам, јас сум 8 години во него, штета што уште 2 години сум така со него, да ќе ми да ете малце да и јубилеј да прославам со него, али се надевам дека ќе стигнам до 25 години. Дека овој театар е таков театар и такви се и луѓето